Невините цивили во Газа добиваат топол оброк благодарение на донациите и на македонските граѓани. На повеќе пунктови низ државата и преку донаторска жиросметка се собира хуманитарна помош за овие луѓе зафатени од војната. Помошта се собира само во парични средства, бидејќи засега нема начин за достава на друг вид на помош. Уште веднаш беа собрани првите 15.000 евра, кои што веднаш беа префрлени кај нашите партнери меѓународни партнери во Турција, преку чија што помош и заедно со нивната помош беа префрлени, храната беше префрлена за Египет и во консултации со нив истото беше поминато преку Рафа и имавме овие денови таа можност храната и помошта од Република Северна Македонија од граѓаните да биде дистрибуирана во вид на топол оброк, односно 3000 топли оброци на југот на Газа, каде што се наоѓа голем дел од внатрешно раселените лица. Досега се собрани околу 30.000 евра. Од леѓи се надеваат дека уште неколку пати ќе можат да испратат помош во овие подрачја со цел, како што велат, да нахранат што е можно повеќе внатрешно раселени лица во Газа. Секој оброк и секој спасен живот е важен, порачуваат оттаму. Финансискиот придонес од големо значење заради тоа што нема други особени опции во однос на потребите на населението и она што може да се достави до Газа во овој момент. Оно што ние го увидовме како потреба се основните потреби во време на војна, тоа се храна и вода, особено заради тоа што луѓето немаат апсолутно никаков пристап до електрична енергија, вода, како ни објекти во кои што може да се згрижат децата и луѓето кои што се настрадени. Во меѓувреме, 12 невладини организации од Северна Македонија испратија барање до македонските власти со кое бараат земјава да апелира на прекин на војната, но и да испрати хуманитарна и медицинска помош во Газа, а по завршувањето на војните действија во рамки на можностите, државата да прифати на рехабилитација и лечење деца од Газа кои изгубиле дел од своите екстремитети по примерот на председателот на Словенија, кои што и во изминатите действија, во изминатите години, кои што се случуваа на ист начин во Газа и чии што жртви беа децата, тие организираа нивно префрлање од Газа до Словенија, каде што беа на рехабилитација медицинска, каде што им беа ставени протези согласно нивните потреби и мерки, и исто така им беше пружена психолошка поддршка и помош за време на престојот во Словенија. Затоа сметавме дека Македонија треба да направи еден ваков хуман гест. Инаку, американскиот државен секретар Ентони Блинкен одамна рече Израел да ја послуша својата врска да ги минимизира цивилните жртви, додека се движи кон уништување на Хамас. Израелските власти соопштија дека во средата повеќе од 200 камиони со хуманитарна помош влегле во појасот Газа, откако претходно биле прегледани во Израел. Светската здравствена организација пак рекоа дека глад ја пустоши Газа и Советот за безбедност на Обединетите нации усвои декларација за непречена и безбедна достава на хуманитарна помош во Газа. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.